дојдов. Може да ре? Кажи да. Да! Кај сте бе, дечки, на здравје, нека ни е првото кафе, кабошон, дечки, си пијам пред секоја емисија. Денеска ќе снимаме доста интересен разговор, тоест не само разговор, денеска ќе имаме челендж, ќе играме фудбал со дечкото кој што не направи Горди. Партали направија пред 1-2 години. Лето може да поише, ама реално треба да бидеме сите горди и благодарни на тоа што го направи, односно историски успех за нашата Македонија златна. Но пред да го почнеме разговорот, како и секој емисија, се заблагодарувам на оние без кои што овој проект немаше да биде возможен. Читете го сајтот Медија.мк, не разладуваат со информации ова лето кога сите ние седиме на горештини. Читете си Медија.мк, најнови информации. САНИК продолжуваат со градење на нивните локации, односно згради на нивните локации. Влае, кисела вода и аеродром моментално се ударни. sanik.com.mk повеќе информации. А денеска ќе ми гостува Бобан Николов. Пред 10 дена си го гледав на телевизија, денеска ќе си го гледам тука пред мене, ќе си направиме супер разговор. Брату, како си ми? Добре дојде. Добро те најдов, сакам да ти се заблагодарам за поканата и стварно имаш феноменална емисија, се надам дека ќе те служи среќа и здравје и да продолжиш така само. Да се ми здрав и жив. Мене ми е секогаш. Да, секогаш ми е чудно кога правам разговор со фудбалери, бидејќи допред некоја година јавев дел од вас. Буквално кажи ми тие помина 10 дена, спласнали емоциите, дали се одмори, како си? Па искрено не, уште трае таа еуфорија, мислам дека ќе трае уште долго време. Психички и физички сум стварно изморен, али дај Боже секоја година да видам вака. Дај Боже секоја година да имаме вака резултати, дај Боже секоја година да радуваме оваа македонска јавност, затоа што стварно го заслужува тоа. Сега моментално сум на одмор, но уживам во таа, да кажем наречена еуфорија и малку слобода и покрај тоа денес рецимо што ќе имаме разговор, ти кажи ми дали си спремен со Лазарова се пробаш на фудбалски начин. Не е проблем. Ќе видиме после утекот на емисијата. Ќе исече тие голови што изгледа. Ќе ме попуштите малце. Брат, Украина, Австрија, Холандија, тешка група имавме, за жал без бод. Еве кажи ми твое видување, дали Македонија реално можеше нешто повеќе од ова што се случи таму? Па види сега, можеше нормално дека секој се може подобро, но ние сме презадоволни, искусството си го направи своето. Ние дојдовме, ни беше целта да одиме таму. Исто така имавме цел наша да ги пројдеме групите, но тоа е тоа. Мислам дека многу битно е како се представивме. Сега не освоивме, не победивме, но се носивме со сите и стварно многу ме радува што сплотивме цел народ, што дојдоа луѓе што како ти кажам, го живеевме сонот за кој што кога од мали нозе, кога стануваш фудбалер, би посакал, размислуваш на тоа еден ден да стигнеш, така да искрено на мене и на моите колеги сигурен сум дека не ни е криво што сме се толку жртвувале за фудбалот овие години, затоа што еве Господе награди. Таман работа како и да ви биде криво, некако македонскиот народ кога ќе подигнеш малку стандардите и очекувањата се одма поголеми. До пред 5-6 години Андора не победуваше, тоест 10-та и 2011-та. Не, до 5-6 години имаше по 200 не, сака ти кажам. Ја гледав таа утакмица. Првата утакмица против Црна Гора, кога дојде селекторот на чело, јас бев уште млад, играв во Варда и дојдов на утакмица, имаше 45 души. Тепавме 3-0, не знам како и после и направивме успех во 21 и почнав да ме вика за репрезентација и баш селекторот кажа као помина година две, почна луѓе да доваѓаат и нормално, што кога ќе имаш резултати и очекувањата на народот се поголеми затоа што гледаат сите дека стварно има квалитет. Ја викам брату, сега неделава испадне на Франција, на Холандија, па не е лошо сега што сме испаднале, кој ќе дојде моаветот. Спомна U21, направивте сериозен успех, еве после 2 години 3 повторно одма веднаш таа генерација направи успех. Кажи ми што е потешко, кое првенство беше потешко за играње, ова или тоа? Ова. Да, притисокот е многу голем. Имаше и трема некоја али позитивна. Искрено, али кажав, искуството си го направи своето. Ние дојдовме, еве, мислам дека Украина, ако не се лажам, 12 години прва победа против нас имаш. Австрија никош не влегла во друг круг. Така да и тоа има и они одлични играчи, така да треба време. Јас се надевам дека најбитно е сега тој македонски менталитет е добро што го отстранивме, фудбалски македонски менталитет, затоа што најбитно е сега да
само да се качуваме степен по степен, да не као, направивме Европско првенство, као сега сме звезди сега. Не, требаше толку, сега светско, дай Боже, и само да реди репрезентацијата успеси. Страна европско ја победивме Германија 1-2, страшно голем успех. Кажи ми, дали оваа генерација може до светско првенство според тебе? Да. Нормално дека може, но да одиме чекор по чекор. Сега таа победа со Германија, ова Европско првенство, луѓето веќе има други очекувања. Да. И ние, јас се надам дека заедно Спремни ли сте за тој притисок затоа сега? што играш, значи ако не можеш да го издржиш тој притисок, подобро да се откажеш од фудбалот. И тој притисок те прави и подобар, и таа трема, значи се те прави подобар. Ако немаш мотивација, амбиција за да бидеш подобар, затоа што веќе знаеме талентот е само 10%, 90% е работа и амбиција. Да. За жал, Горан Пандев се повлече, исто и селекторот Ангеловски. Сакам околу нив двајца да те прашам, твое видување дали сметаш дека можеби Ангеловски заслужуваше малку подобар третман овие квалификации, дали требаше да остане барем за светското првенство квалификациите според тебе? Па, види, Ангеловски е тука веќе 5,5 години. Значи тој направи многу за оваа репрезентација, значи го направи најголемиот успех. Сакам да се заблагодарам затоа што веруваше во мене, во сите нас и кажуваше дечки уште пред 5 години јас дојдов селектор за оваа репрезентација да игра на Европско. Јас ако не сум ки си одел. Се случи ова Европско, тој отиде, но сега нека да навлегувам во тие работи, не знам, со договори, такви работи. На крај заврши Европското, ние уште не знаевме, он дојде ни соопшти и јас се надам дека ќе дојде, ќе не гледа и ќе биде горд уште на нас и ќе го израдуваме и ние. Дај Боже, мене ми е многу криво затоа што тој човек можеби е најзаслужен заради тоа што успеа да го направи невозможното, односно да ве спои, да бидете како браки и да верувате во себе. Последно прашање во овој дел, а после има да те плеснамо таму фудбалските предизвици. За Горан Пандев ме интересира. Нема збор за неговата кариера кој што може да ја опише. Мене ме интересира, сигурно имало некоја интересна случка таму. Имаше ли, не знам, емоции, плачки, некои... Види, јас не знам дали ќе ми се налути и мислам дека нема, затоа што јас ќе кажам нешто што треба добро да го запфатат гледачите и цела македонска јавна. Ево, ексклузивно ќе тебе ќе откриам, иако Гоки нема да се лутиш. Завршува, мене ме доаѓа, значи завршува утакмицата со Холандија. Добро. И отидовме, нели, во автобусите се вративме во хотел, знаеш, сите тажни, пред утакмица исто, знаеш, баш 2-3 дена искрено затоа што он на мене ме научил многу работи, ќе му бил благодарен цел живот и ме советувал кога сум бил млад во репрезентацијата, ме зема. И знаеш, 2-3 дена знае веќе дека се откажи, ми кажа и ми беше тешко и нема везе тоа. Влагаме во автобус и стигаме во хотел. Не, стигаме пред хотел. И седиме позади на задните седишта, што се тие 5. Јас, празно место, заради протоколите. Горан, празно место, Стефан. Добро. И сите искачаат. И сега мора Горан да го пројдам за да искочам ја. И у тој момент јас да се тргнам и викате луѓе малку бови, Морињо ми звони. Што збориш? На видеокол. И пуштам камера и ја гледам вака и Морињо као почна да збори и почна да плаче. Морињо? Да. Затоа што се откаже, ја тука Рики почна да плаче, Стефан, ја да плачам, сите заедно и ја викам луѓе, значи чиме на еден Морињо ти звони, значи криво му е, беше таму Весли Снајдер, Кавани, значи го кажав 5 пати, Македонија никош не може да му се одолжи на Горан Пандев, само треба да биде благодарна што го има. Значи тоа е онма споменик да се направи. Да. Значи таков играч не знам дали ќе се роди. Кога кажаш ова, брат, мене ме полазуваат. Не знам што да кажам, едноставно да, таков човек за секојаш треба да се сеќаваме, меѓутоа ете да му ја последиме последната сезона во Женова, барем ете цела сезона да го гледаме, дечки, аплауз да му даваме барем од дома.
Ништо, сега дечки правиме еден интересен момент во оваа емисијата, пред да одиме со Луто Пиперче, јас и Бобан одиме на фудбалски предизвици. Ќе видиме са кој ќе биде подобар, оставам на вас да пишете во коментар дали сум бил ја доволно добар и дали може да ме викнат барем да бидам навивач во репрезентација. Ајде брат. Ајде. Даре, таму се окей? Даре, објасни му ти дека ова преска се стрела, не таа. You may want to show you something. Да. Знаеш, кравата дава 10 кг млеко и после ја бута, вака и оди се. Нема губење, нема пораз. Тоа беше се за овој челендж, дечки. Јас уживам вода и можете сами да видите дека носите копачки, затоа те баш. Алиби, тоа ти е алиби. Еве ти брат од мене, Немој, беше добра забава. еден поклон, успех. Имам нов мрч, брат, дечки, вие секој што сака да си порача, еве ви Инстаграм профил. Видете таму што се дешава, ние се враќаме во студио. Еве сме, дечки, завршивме на фудбалскиот терен. Добар ли бе, брат? Има Добар надеж. беше, да, само десната нога треба да си ја заборел дом. Нема везе. Даре, бе, брат. Фала, брат. Добро, сега ќе видиме ти колку си за на мој терен. Ајде. Прво прашање Луто Пиперче, дечки, почнуваме проект поддржан од Медиамак. Кој е најдобриот во историјата на македонскиот фудбал, Панчев или Пандев? Пандев. Второ, дали и колку испивте после на треварот со Грузија? Умерено. Да. Сте пивнале, а? Па не, малку само да прославиме вода. Вода? Трето, дали кај девојките има влијание што си успешен фудбалер? Да. Добре што Зашо? си искрен. Ми се свиѓа тоа. 4. Кој е најдобриот соиграч кој што си го има? Горан Пандев. 5. Тука сакам да си искрен. Одговори со да или не. Дали се точни шпекулациите за врската со инфлуенсерката Зорана? Нешто да, нешто не. Толку ми. Толку ќе ми... Доста ти. Добро. 6. Да можеш да одбереш од Вардар и Лече за кој би играл во следната сезона? За Вардар. И во втора лига? Не, во втора лига не, али во прва дај како што беше да биде се нормално и умерено, затоа што требаше кратко ти говорам, него ќе се наведам, сега се изневирав. Вардар е таков македонски бренд да дојде ред да игра во втора лига, значи треба да се срамиме сите. Реално.
Мене, Реално. јас за Вардар имам дадено многу, имам вратено многу, така да баш ми е криво, но ми сака еден ден да се вратам во Вардар. Може и да завршиш кариерата. Комити и Запад, не добри. Браво. Седмо, односно, да, седмо. Кој е најдоседен во сооблекуваното со играчите во репрезентацијата? Не најдоседен, најлава, она. Ништо да не прави. Даре Кој? Веков. Да, ја го памтам. Неговото. Да, го памтам ја у Лежерен, работнички. најлежерен тип, така. Се слагам. Малку делев и јас облекувалам со него работнички. Осмо, какво мислење имаш за потегот на Марко Арнутовиќ од 2-3 збора, ме интересира. Еден збор може? Може. Катастрофа. Катастрофа? Реално. Девето, во кој фудбалски клуб сонуваш да заиграш? Во Реал Мадрид, но... Барселона, бе, брат. Како Реал Мадрид, бе, дрва се готово поминаа тие. И десето последно луто пиперче, опиши го селекторот Ангеловски со 3 збора. Професионалец, другар И маестро. мајстор. Го најде. Тоа беше дечки луто пиперче, а сега се селиме со вашите прашања. Ајде. Луто пиперче го видовте, ме видовте и на терена, сега е време за вас, драги гледачи, поштована публико. Не заборавајте да ставите subscribe. Subscribe, даре. Стави таму subscribe, даре, subscribe. Прашање од фанови. Спремен, брату? Ајде. Прашува Милена АСС3. Од кој противнички играч си имал најмногу трема на некој важен натпревар и зошто? Од Еден Хазард. Играв Европа со Видеотон, со мојата екипа во ОВЕ. Тогаш се пласиравме на УП и игравме со Челси таму. Имав страф во него и Играчиште, брат. стварно заплашење. Играчиште? Да. Сега се со повредите. Да, ли, тој е сув талент. Да, Еден Хазард, бога ми. Второ прашање. Мислам дека Ајде. имам дрес од Хазард. Милена, ако омилен играч, Да. дека ти пише, мислам дека го имам. Не и обеќам, али мислам дека го имам. А може Милена Лазаров да пише тука и јас ми омилен играч Хазард. Се шалам. Костова Марија Десе, второ прашање. Дали тој е пејачот во македонската репрезентација? Ова го кажувам апропо во интервјуто на Пандев и во Жарене, не ни кажа дека многу си пеел. Шо е работа? Да, брат, мора да имаш некој за пеење, некој за футбол игра. Не, види. Искрено, така, ако се собираме, Имаш глас? Немаш? Не можам да ти запеам сега, грлото ме боли. Те фати трема одма, Да. не ти барам во живе. Да, и иначе да, јас сум тој што пее. А Елиф е по музиката, он ми е... Елиф по диџејот, музиката? Караокето, он ми ги игра песните. Елиф, ако ви е брат по музиката, си бало мајката. Затоа вика, фудбалери, играјте си фудбал. Не да знаеш. Се шал. Трето прашање Петар Илиевски. Колку си задоволен од трансферот во Лече и дали ќе си таму следната сезона? Па види, презадоволен сум во трансфер во Лече, затоа што тој е еден клуб со голема традиција во Италија, кои играле Вучинич, Ледесма, Квадрадо, значи Мориело од Аталанта и многу врвни фудбалери. Така да еден од најголемите клубови може Да, кажам, со историја. Да, со историја, со феноменални навивачи. Научив многу таму, искрено. Овие 6 месеци имав колегите, ми беа супер, значи се беше одлично, но потпишав договор 6 месеца со 2 години. Сега нешто не се договоривме и моментално имам некои понуди, ги разгледувам и се надевам дека ќе изберам правата. Така, значи... Значи не сум веќе. Значи не си. Уште малце. Добро, ексклузиви има кај Лазаров. Гледате интересни работи, гледате кај мене. Добро, пред да продолжиме со прашањата, како и секоја емисија дам нели поддршка на млади артисти. Овој пат дечкото сека Кома, се надевам дека, тоест не се надевам го слушнав, не е уопште Кома како што се потпишал. Песната му се вика Боле човек, уживајте со неговата песна и сега го поддржете го. А сам човек не се бидува, на друг пофаба да оставам, па може боле ќе се осеќам. А некако ми нема логика, за друг сам да се сопоставам. Порано мислев дека зависам од туѓе мислење и приметба.
Ме боли кога ќе ги кажа да не ме дефинира, а ја би радо да им помогнам од мене да не зависат. На време го, на себе го посветувам, да се пронедам, да успеам и живеам. Не верувам на никој, верувам само на свој. Друг квази уметници качуваат број. Ми иде да се отрујам у некој друг час, со лага да се подкрепам за мирот свој спас. Посетивши, посетив и видов, осетив, безпоредив, со спомени од културни околности и можности. Тој довидов, победив, ми засади па поновив. На крај на денјот сум задоволен од момент. Тоа беше Кома, ви испраќате ги вашите песни на мейл lazarovmusica2@gmail да ги пуштиме тука во емисиите. Продолжуваме уште 3 последни прашања тука навистина топло. Климата мора да се изгаси додека снимаме, се надевам дека ќе издржиме, не се препотиме. Четврто прашање Иван Костадиновски. Зошто фудбалерите се плашат да зборуваат за својата приватност? Што мислиш? Не, искрено не се плаша, затоа што цело време си ти во фудбал, значи некој пат се деси у година две, ако си слободен, како што јас сум сега да зборуваме и за приватниот живот и за фудбалскиот, затоа што јас играм фудбал, се собираме и дојде пресконференција, дојде интервју, нормално ги те прашува за сега. Има луѓе што сака да се приватниот живот да си го на страна, зашто тоа го поштувам. Љубовниот живот да е на страна и тоа го поштувам, затоа што колку помалку се знае, толку подобро. Добро. И така да секој има луѓе што спортисти што има документарци и врвни што зборат за целиот нивен живот, така да секој си има свој начин. Затоа ти за приватниот кажаш и да и не. Па не го. Те било и за дипломатски и политички одговори. Како се вика? Иван Костадиновски. Што ми направи Иване? Иван се. Лазаров добар, ама Иван не. Добро, пето прашање одиме понатаму. Митревски.1. Каква мислење имаш за Адис Јаховиќ и според тебе дали заслужува да се врати во репрезентацијата? Види, ја не можам да коментирам во тој аспект затоа што јас не го знам. Не го знам, не се фативме. Кога дојде он тогаш тој собир, последниот јас бев таму и отидов утренете си отидов дома затоа што се повредив. Така да сум слушнал дека е многу голем професионалец и дека е стварно добар играч, го пратиме, но за тоа питање дека се обрати ке селекторот. Да. Добар е со вакви политички одговори, дипломатски одговори, добар е. И последно прашање за денеска, поставено од Лазаров, меѓутоа ова прашање го поставив претходно, дали оваа генерација е способна да се планира да се пласира на светско првенство. Кажавме да, еве кажи ми ти на мене прогноза дали реално Македонија, пази ова ќе биде тука запамтено. Дали ќе се пласира на светско првенство, размислиш ќе кажеш. Што не можеш да размислувам. Да. Да? Да, големо да. Да си ми здрав и жив, брато. Фала, брато. Ја мислам дека супер си поминавме. Одлично. Дечки, тоа беше се за денеска. Се надам дека и ви уживавте. Секако го поддржуваме Бобан Николов каде да помине. Македонската фудбалска репрезентација треба да пратиме и кога победува и кога не победува. А вие не забравете да ставите лайк, ставите subscribe и се гледаме во ново видео. Чао, дечки! All I wanna do is just flex. Big body thing, have sex. No phone calls, just text.